civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Колку се придонесуваат сите општествени чинители во промоција на европските вредности и мултикултурализмот? Под европските вредности подразбираме заедништво, взаемно почитување, права на малцинствата и секако човековите права и слободи. Општина Куманово е мултиетничка општина и ја представува Македонија во мало. Живеат различни етнички заедници и сите имаат еднакви права и можности. Должни се да ги почитуваат законите на државата и да се водат по нив. Општината се обидува да изгради поголеми капацитети за да ги следи тековните трендови во делот на онаа што значи европски вредности, но и европски интегративен процес, бидејќи Македонија физички припаѓа на Европа и местото ни е таму во Европската Унија и по дефолт се налага и да се залагаме за едни вакви вредности каде што сите ќе имаат еднаква можност. Во рамките на општината постои сектор за евроинтеграција и локален економски развој и ние тие тимови и капацитети секојдневно ги надополнуваме со квалитетни кадри за да можеме да ги следиме тие трендови и да се подготвуваме на предизвиците кои што предстојат, особено во делот на имплементацијата на договорот кој што треба да следи со Европската Унија. Не можеме да разговараме за европските вредности ако не размислуваме во духот на Шуман и Монекога ја ги ставаат и зачетоците на една денешна современа Европа. Каква е соработката меѓу локалната власт, граѓанските здруженија, медиумите и граѓанките и граѓаните на локално ниво во носење на одлуки, политички одлуки, меѓутоа и активно нивно вклучување во донесување на истите? Како општина преку надлежните сектори реализираме поголем број на проекти. Тука се вклучени активно и представници од невладиниот сектор. Сметам дека можеме многу повеќе, особено со здруженијата на младите луѓе. Сега согласно законот ќе отвараме младински центар во Куманово и јас ги повикувам младите луѓе, особено да бидат креативни со идеи и со предлози кои што потоа ќе ги реализираме. Реализираме голем број на манифестации. Некои од нив се еднодневни, неделни, некои се базираат и врз база на годишна програма за работа, како што се дневните центри, особено во делот на работа со лицата со попреченост, лица со инвалидитет, но секако имаме и голем број на меки проекти во делот на обуки, различен пристап, размена на искуства и еден од последните настани беше фестивалот на мурали, каде што младите луѓе се организираа заедно со поддршка на општината и реализиравме еден проект. Вклученоста на јавноста е се поголема. На отворените јавни панели се распишува повик и таму се разговара кој проект е најприфатлив или најдобар за заедницата, отворено и јасно ги искажуваат своите ставови и потоа одлучуваме на кој дел ќе дадеме акцент и каде како општина ќе помогнеме во рамките на програмите и на кого ќе ги доделиме тие средства за реализирање на одредени проекти. Дополнително имаме и голем број проекти со странски организации, како што е со Европската Унија, вклучувајќи ги тука и Еразмус плюс проектите кои што се реализираат преку основните и средните училишта, каде што Куманово е лидер во државата. Дополнително го имаме UNDP и други странски организации со кои што организираме различни проекти. Мора да истакнам дека соработката со амбасадата на Швајцарија исто така на многу високо ниво и секој проект кој што го реализираме и со нив е претходно ставен на јавни панели, јавни расправи, отворени расправи на граѓаните каде што се утврдуваат приоритетите на заедницата. Колку на локално ниво се спроведува стратегијата едно општество за сите, особено во делот што е наменет за локалната самоуправа?
Па, Куманово спроведува стратегија едно општество за сите уште од почетокот на независноста на Македонија. Како што реков, ние сме мултиетничко општество и се обидуваме тоа мултиетничко општество да го градиме и суштински, не само на хартија. За жал, рецидивите од минатото, каде што имаме комплетна поделеност на младите луѓе во делот на посетување на училиштата. Значи, нас младите, поради рецидивите од минатото, со одредени законски измени, ни се поделени уште од основните училишта. И сега се обидуваме со мултиетнички групи во детските градинки. Имаме 3 училишта каде што ги посетуваат ученици од различни етнички заедници. Повторно да ги споиме тие генерации на млади луѓе, за да не се сведат дека етничките заедници, тоест македонската, албанската заедница помеѓу себе говори на англиски јазик, а тоа се почесто се случува. За да изградиме едно во суштина мултиетничко општество кое што е еднакво за сите, тогаш првенствено треба да ги споиме младите луѓе да бидат заедно. И тоа е еден долгорочен процес кој што бара и многу време, но првенствено бара и дополнителни средства кои што општината ги нема на располагање. Е една конкретна идеја, изградба на една мултиетничка градинка каде што би собрале поголем број на деца и каде што во таа мултиетничка градинка би израснале нови генерации на деца кои што дополнително потоа низ воспитно-образовниот процес ќе го надополнуваат тоа свое другарство и ќе создаваат цврсти врски. Ако тргнам од својот пример, бидејќи бев една од оние генерации која што не беше поделена и заврши средно училиште некаде до 94-та година, јас ден денеска сите другари кои што припаѓаат на една мултиетничка средина од различните етнички групи, ги имам пријателство и другарство изградено врз база на моите контакти во основното и средното образование. И тоа како добар пример треба да го повториме. Многу работи во поранешниот систем исто така беа добро замислени. По слоганот, ако се сеќавате, братство и единство, а денеска имаме друг слоган кој што е многу повеќе модернизиран низ обликот на едно општество за сите. Дали проектот едно општество за сите ќе успее, ќе покаже времето. Јас сум убеден дека ние можеме да направиме многу, да оваа биде успешен проект за да се намалат разликите помеѓу граѓаните и помеѓу заедниците, но и социјалните разлики, не само верските, етничките или политичките разлики. Живееме во длабоко поделено политичко општество, кое што е дефинирано на патриоти и на предавници. Предавниците во наводници се оние попрогресивните кои што сакаат да работат отворено на овие теми, а патриотите се секогаш онаа хардкор варијанта која што се бори за национални, етнички и други права и едноставно го обструира таквиот прогресивен начин на размислување на оние кои што се борат за поголемите вредности. Доколку живееме под исто небо, на иста земја, еднакви сме сите од раѓање и така и ќе завршиме еден ден. Зошто би имало поделби воопшто во општеството, па дури и во светот. Но за жал мора да кажам дека и една од основните клетки на ваквите зачетоци на размислување, тоа е Европската Унија, во многу случаи кога ќе направиме анализа за она што се случува во моментов во Македонија, во делот на нејзините па и евроатлантски аспирации, покажува дека има селективен пристап. Да го земеме случајот со Бугарија, каде што несвојствено е да дискутирате вие за влез во Европска Унија во 21. век, а се уште да се држите на историски прашања или на прашања кои што негираат одредени нации, народи и така натаму во 21. век. Зарем според европските вредности, ние денеска треба да се убедуваме што сме тоа и кои сме тоа ние. И да слушаме континуирани негации од страна на наши партнерски држави исто така, со кои што утре ќе видиме во Европа, а се уште во 21. век го слушаме тоа и за жал голем број од државите на Европската Унија немо реагираат на ова, а ги поздравувам сите оние држави како што беше случајот со Сојузна република Германија, каде што отворено излезе со став. Едноставно е недозволено да разговараме за такви прашања, бидејќи доколку
продолжиме на ваков начин да комуницираме, тогаш ќе сватиме дека и во самата Европска Унија постојат двојни стандарди. Дали на кој начин работи и е активна локалната комисија за односи меѓу заедниците? Нашата комисија за односи меѓу етничките заедници во општината работи по долг временски период, повеќе од една деценија. Ова е комисија која што има советодавна улога, значи не е платена, не е професионална, туку членовите на комисијата кои што доаѓаат од редовите на сите етнички заедници, кои што ги имаме во Куманово, па еве сега се обидуваме да направиме кооптирање и на членовите од Црногорската заедница во истата, имаат советодавна улога и работат волонтерски. Секогаш се инволвирани по однос на секое прашање кое што задира во прашањата, особено на малите етнички заедници. Позицијата е ротирачка, не по дефолт се станува и председател на оваа комисија, туку ако во минатиот мандат бил албанец, следниот мандат ќе биде македонец, третиот мандат ќе биде влав, четвртиот од турската заедница и така натаму да се исцрпат сите заедници кои што ги имаме во градов, а имаме многу. Дополнително ги отвараат сите прашања од сегментот на културата, значи задолжително на разгледување на оваа комисија оди секогаш годишната програма за култура и спорт на градот, каде што прашањата од сегментот на етногенезата на една етничка заедница е најзастапено во сегментот на културата и дополнително секое прашање кое што е поврзано со националното или етничко прашање на одредена заедница. Отворени сме како општина, тоест како совет на градот дополнително за сите предлози и идеи. Еден недостаток во делот на функционирање на оваа комисија е што истата не е буџетски покриена во делот на нејзиното работење и можеби треба во иднина да се размислува функцијата на оваа комисија да се професионализира или пак со закон да биде покриена во делот на некои минимум финансиски средства кои што се потребни за нејзино функционирање, бидејќи и волонтеризмот е едно, но сепак професионалниот однос е нешто друго. Дали некогаш општината била подложна на сајбер напади или хибридни закани? Па сме имале во два наврати рушење на општинскиот портал или општинскиот веб-сайт кој што го користиме за информирање на јавноста првенствено, споделување на информациите, објавување на сите информации од јавен карактер на општината, особено во делот на јавните набавки, бидејќи сакаме да имаме транспарентна општина, но тоа се решавало во неколку дена од страна на нашите IT оператери кои што го одржуваат сајтот. Знаете дека ова е глобален проблем, не само проблем за нашата општина, кој што е многу почести се проблемите и во делот на злоупотреба на IT технологијата, сите овие социјални мрежи и контакти, бидејќи сите ние сме навлетечени на ваков начин на комуникација, но се обидуваме да ги следиме светските трендови во делот на доопремување со соодветна софтверска опрема за заштита како би можеле да ги избегнеме ваквите напади. Не постои идеален и сигурен IT систем кој што ќе ви обезбеди 100% контрола на состојбата. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.